Борачите на Јака Бучим во последниве 3 сезони во самиот врв на македонското борење, 2 години едно по друго беа шампиони, сега се борат за третата титула. Идната година овој клуб го прославува 30 годишниот јубилеј. На вашите екрани го видовте Владко Соколов покрај Владо Ангелов, тренерот на борачите на Спартак Евросвет. Владко Соколов еден од нашите најдобри борачи. Противник ќе му биде искусниот Тони Јанчев од Јака Бучим. Тони Јанчев времено настапуваше за репрезентацијата на бивша Југославија, потоа и Македонија. Еве и сега овде петарди околу моето коментаторско место. Летаат од гледалиштето каде што се навивачите на Јака Бучим и на фалангата од Штип. Но нашата професија е таква, ќе стегнеме заби, ќе издржиме до крај, се разбира, веруваме дека до крај и ќе трае овој меч. Анчев во црвен дрес, борач на Јака Бучим, во син дрес Владко Соколов. Судија на душекот е Јане Секуловски, бодовен судија е Стефан Танев. Пред почетокот на борбите, кога беше највжештено, председателот на Јака Бучим, господинот Ванчо Чифлиганец, направи вистински потек, отиде кај гледачите, навивачите на неговиот тим, даде знак да се смират, да бидат коректни, тие го послушаа, а и ги тргнаа поставените пароли тука покрај самата ограда на кој што пишуваше "Насе одиси", не знаеме зошто, и СБСМ дом на пензионери, се мисли на Борачкиот сојуз на Македонија. Но тоа е нивно мислење. Тие пароли на интервенција, реков, на господинот Чифлиганец беа тргнати. Добро е така да се однесуваат спортските работници. Во тек е втората минута. Соколов е инаку познат како борач кој настапува во полесната категорија, 48 килограми. Но тактички причини веројатно се најде во оваа потешка категорија, во која што го има за противник искусниот Тони Јанчев. Изравната борба во првите 2 минути, до сега нема доделено ниту еден поен. Измена втората минута, интервенција на судијата на Душекот Секуловски, кој бара активна борба од Анчев и сега тој треба да оди во партер. Соколов притиска, дали ќе поентира? И ова ќе бидат првите 2 бода за борачот од Кочани, поведува со 2:0, точно половина од борбата. Соколов во сезонава што поминува, најголемиот успех го постигна во Атина на светското првенство за надежи, борачи до 20 години, кога го освои 4-то место. Сега Анчев тактизира, се подготвува веројатно за изненадување, дали ќе успее да реализира својата замисла, останува да видиме, до крајот уште неполни 2 минути. Доколку борбата, например, заврши со овој резултат, ќе има продолжение, затоа што според боречките правила, секој борач што победува на поени мора да освои во борбата барем 3 поена. Не барем, тукму
туку или 3 или повеќе. Сега се бара активности од Соколов, тој оди во партер, премногу тактизира по наводство 2:0. И сега Анчев се обидува нешто слично како пред малку во на акција Соколов и тој да реализира ауфрайзер, дали ќе успее да го подигне противникот, засега успева, би требало сега само да го сврти околу своето тело, но се откажува од таа намера. Акцијата немаше излез, па е прекината и сега двајцата борачи повторно на почетната позиција. Уште 54 секунди до крајот од борбата. Соколов беше во офанзива, но нема поен, двајцата излета надвор од дозволената зона за борба. Борбата се смирува. Како да се одмарат и едниот и другиот борач, секој има свој план во завршницата. Регуларното време по малку ќе истече. Крај на првите 5 минути во самата завршница се обиде Соколов да освои уште еден бод, не успева, бидејќи гонгот го означи крајот на борбата. Судијата бара тајм-аут, се жали на повреда Анчев, лежи на душекот, истоштен е по 5-минутната борба и сега интервенција на лекарот. Секој борач има право до 2 минути да бара, да не речам одмор, туку интервенција од медицинскиот персонал за санирање на евентуална повреда, повеќе би рекол за одмор. Сме навикнале вакви сцени да гледаме и на европските и на светските првенства, на олимписките игри. Ова е составен дел на борењето, а се враќаме преку оваа репетиција на оној обид на Соколов во финишот од борбата да освои бод, но двајцата борачи излегоа во неутралната зона, во зоната забранета за борба. Сега ќе има продолжение од 3 минути, но доколку Соколов, кој води со 2:0, освои уште еден бод, мечот ќе биде прекинат. А ако пак Анчев освои 3 бода, тогаш може да биде и победник. Ако до крајот нема бодови, тогаш судиското жири го прогласува победникот. Уште 1 минута и 20 секунди до крајот на продолжението. Сега според резултатот би требало да биде поактивен и поангажиран Тони Анчев. Губи со 2:0, нема што да загуби, потребно е да тргне во последен атак. Уште 1 минута до истекот на 3 минути. До сега двајцата се на душекот, ефективно равно 7 минути. Владко Соколов не ризикува и натаму ништо.
Уште 30 секунди до крајот на продолжението. И судијата Секуловски доделува опомена втора на Тони Анчев. Сега тој повторно ќе оди во партер, токму од ваква позиција во регуларниот дел од борбата Ефремов ги освои двата бода со Ауф Райзер. Сега не веруваме дека ќе прави таков обид, затоа што може тоа да биде ризично, да се најде во непријатна положба, во туш. А кога има предност, нормално е да тактизира. Последни секунди, уште 5. И дали во финишот ќе освои поен. Завршува продолжението, крај на борбата. Пред гонгот, пред да биде Анчев туширан, гонгот го означи крајот на борбата, но и така предност имаше Соколов, па тоа е нов бод за екипата на Спартак Евросвет, која поведува во дуелот со Јака Бучин. Во полесните категории пред почетокот се очекуваше ваков развој, се дава поголеми шанси на Ефремов и на Соколов. Не знам зошто сега навивачите фрлаат петарди кон Соколов. Тој е спортист, првак, четврти во светот, треба со пиетет да се гледа кон него, а не да го застрашуваат со петарди. Спортски се бореше, немаше ништо нечесно во оваа борба, па така да реагираат гледачите.